Досега изгореле над 50 хектари шума, папрат и високопланински пасишта во пожарот на локација на Тетовско теарце во Националниот парк Шарпланина. Екипите на јавната установа интервенираат на терен, но кубурат со опрема. Поради лошите временски услови, канадерот на Дирекцијата за заштита и спасување имал само еден прелет. Сега се надеваат на дожд. Пилотот не информираше дека е потребно барем минимум 5 степени да е, за да може да биде активен авионот, бидејќи замрзнува водата, се полни авионот на хидрант, не може на никаква акумулација поради ниските температури, така да и државата е ограничена во можноста да ни помогне и практично сме оставени на природата, таа сама некако да го регулира. Пожарот кој се прошири за многу кратко време е на тешко пристапен и оддалечен терен. Се работи за терен кој што е тешко пристапен и претходно опожарувана површина, која што има многу голема лежечка дрвна маса, оштетена претходно, веројатно од бесправни сечи, од снегоизвали, и тоа е потенцијал за брзо да гори и да се создава многу чад. Пожарот беше пријавен утрото на 7 јануари.